Конкретно минатиот февруари, враќајќи се од Пониква, младо момче управувало со патничко моторно возило, со негово придружба било уште едно негово другарче и една другарка. Движејќи се кон Кочани, на одредено место се движеле по воената писта која што остаток од ЈНА, но на едно место патот излегува надвор од воената писта и продолжува кон Кочани. Тие не биле свесни, наместо да го продолжат патот во десно кон Кочани, продолжиле да се движат право по воената писта остаток од ЈНА. Движејќи се право не биле свесни дека пистата за неколку десетици метри завршува и веднаш потоа започнува провалија. Кога дошле на ова место, возачот претпоставам дека немал време да реагира и излетал во провалијата која што се наоѓа на крајот на пистата. За жал, падот на возилото во оваа мала провалија имал катастрофални последици. Младата девојка која била со нив починала на лице место, додека возачот и останатото момче кој што било со нив биле едниот потешко, другиот полесно повредени. Токму од тие причини, ние како Центар за управување со кризи, минатата година дојдовме на ова место и ја разгледавме ситуацијата, одржавме еден координативен состанок и побаравме од надлежните институции да преземат мерки за обележување на ова место, но воедно да се постави браник на крајот на пистата, како и вибрирачки ленти кои што ќе ги предупредуваат возачите кои што би продолжиле право. Благодарност до АД за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта, затоа што го обележија ова опасно место, го обележија крајот на поранешната воена писта на ЈНА. Со тоа на возачите јасно им се дава до знаење дека овде пистата, односно патот завршува, но сметаме дека тоа не е доволно, бидејќи многу по-безбедно за граѓаните кога на ова место би имало една заштитна ограда која што не би дозволила на некој замислен, уморен возач да излета надвор од пистата на ова место, каде што во продолжение може да забележиме една провалија која што е сериозно опасна и може да го загрози и животот, но и здравието на патниците.